Денешниот текст е од Евангелието според Лука 16 глава од 19 стих до крајот на главата. Ке започнеме со читање на првиот дел. Си беше еден богат човек кој се облекуваше во порфир и во свило и секој ден живееше раскошно и се веселеше. А еден сиромав по име Лазар лежеше пред вратата негова сиот покриен со красти, кој сакаше да се нахрани со трошките што паѓа од трпезата на богатиот, и кучињата доаѓаа и ги лижеа раните негови. Умре сиромавиот и ангелите го однесоа во пазувите Аврамови. Умре и богатиот и го погребаа. И во пеколот, додека беше во маки, ги подигна очите своји и го виде оддалеку Аврам и Лазар во неговите пазуви. Ке продолжиме со читањето, но ке застанеме тука за почеток. Како да ја разбереме оваа споредба? Очигледно е дека постои некаква промена на самите улоги. Но дали е ова нешто што е правило? Живеј убаво и оди во пекол, страдај и одиш во рајот. Остатокот од Словото не ја потврдува таа идеја. Во Словото има некои луѓе кои Бог ги благослови, а беа побожни. Јов, например, за кој се вели дека се грижеше за сиромашните. Соломон, барем на почетокот, бара добро, сака мудрост за да владее. Естира стана кралица. Филимон беше богат човек, а може би дури и Теофил. Значи не можеме да поедноставиме и да поврзиме богатство, пекол, сиромаштија веднаш во рајот. Не секој кој е богат е зол. И не секој што е сиромав е добар и оди во рајот. Во Библијата има многу сиромаси кои се лоши. Да, Библијата зборува дека треба да се грижиме за сиромашите, за потиснатите, за вдовиците, за сираците, за болниот, тугинецот, за оние кои се на маргините. За нив зборуваат и Исаја, и Амос, па и некои други од пророците, за таа грижа што треба да имаме кон другите. Но, например, во книгата на Поговорки читаме дека сиромаштијата понекогаш е заради лошите одлуки во животот, заради лошите избори што човек ги направил или грешниот живот во кој го живее. Една поговорка вели: малку мрза тука, малку лежење таму, доаѓа сиромаштија. Пијанство, хедонизам без граници, нештедење и така натака. Кога Исус зборува за тоа дека се блажени сиромасите, вели блажени се сиромасите по дух, не по финансии. Тоа да не го грешим. Уште две нешта за контекстот. Од Лука 9:51 па наваму во ова Евангелие цело време се зборува за тоа како Исус оди кон Ерусалим, кон неговата смрт и во крајна сметка кон воскресението. И затоа сите коментари велат дека се што следи од Лука 9 глава 51 стих па натаму се одвива додека Исус оди кон крстот. И тоа ја вклучува оваа споредба. Има интересен факт дека од 9 до 16 глава има 3 споредби кои вака или онака се однесуваат на богатството. Во 15 глава во Лука читаме за споредбата или онаа парабола за загубениот син, кој го зема и го списка цело богатство што татко му го даде. Во Лука 16 глава читаме за оној нечесен управник кој го потрошил богатството на газдата. И онаа споредба за Лазар и богатиот, за која денеска зборуваме, прави споредба и покажува дека еден богат човек го искористи, односно го списка, го потроши сето свое богатство и ништо од него не зеде кога отиде од другата страна на гробот. Во секој од случаите има поинаква нагласка, но сите се однесуваат на тоа како различни луѓе се однесуваат кон богатството кое го имаат на располагање. И сега сакам да почнеме со споредбата. Таа е поделена на два дела. Првиот дел е расказот, односно контрастот помеѓу тие двајца луѓе, а потоа доаѓа вториот дел, оној дел на разговор, диалогот на Авраам со богатиот човек. И како богатиот гледа својата ситуација во однос на тоа кај се наоѓа. Ајде да започнеме со расказот. Да ја видиме таа споредба, тој контраст од 19 до 22 стих. Ова е многу едноставен расказ. Имате богаташ кој додека е жив ужива во богатството, ужива во раскошот. Го гледаме истовремено Лазар во животот, сиромав, слаб, болен, утепан. И следната слика го гледаме Лазар како сега ужива во неверојатни благослови, а богаташот сега страда. Стих 19 е всушност тука една слика на еден само бендисан, многу богат човек. Во старо време црвената ткаинина била нешто многу скапо. Затоа што црвената боја била страшно скапа заради начинот на кој ја произведувале.
И за да покажеш колку си богат, требало да облечеш нешто црвено, пурпурно, порфирно, зависи од кој превод го читате. И овде вели дека се облекуваше во порфир, односно пурпур, и во свила. Имаше еден коментар кој вели дека зборот ова се облекуваше во пурпур и свила. Свилата зборува за тоа дека долната облека му била од свила. Значи човек со скапа облека од озгора, скапоцен долен веш, Исус како да сака да ја нагласи раскошноста на човекот до максимум. Имаме еден многу самобендисан човек кој живее во луксус, секој оброк му е гозба, храната и виното му се за уживање, не за да преживее или за да се најаде. Едноставно ќе кажеме богаташ кој ужива во се што животот му го дава. Од другата страна го имате Лазар. И првата интересна работа тука, во оваа случка е дека Лазар е оној чие име се спомнува, а на богатиот воопшто не му го знаеме ни името. За нас денеска може би тоа не е многу важно, ама во времето кога Исус ја кажува споредбата, тоа беше многу битно бидејќи од тоа се гледа кој ја има главната улога во расказот. Лазар, не богатиот. Тука. Богатиот мисли дека е многу важен, ама во очите на Бог Лазар е поважниот. Името Лазар, ако проверите, значи оној кому Бог му помага. И може би некој ќе си рече, ако вака помага Бог, тешко му на тој на кој тој не му помага. Ама кога ќе дојдете до крајот на расказот, ќе си речете, единствен начин да процениме кому Бог навистина му помага или му е наклонет е да чекаме до вечноста и да видиме таму. И кога името ќе се спомне за прв пат, прави слушателите да се шокираат. Каква јака помош, Господ му е помошник, гледај го овој јаден беден човек тука во Чајников. Барем да се викаше, ние би рекле македонците трпе, ајде да разбереме. Ама мораме да читаме до крај. Ни се вели дека тој лежеше покрај вратата на дворот на богаташот. Значи беше толку немокен што требаше некој да го донесе, да го постави таму и да го земе повторно. Не беше мокен ниту да шета, да оди наоколу и да проси. Толку болен што зависи на цело од некој друг. И во времето на тогашниот Израел немате социјални служби, немате болница да му помогне, немате некој да му даде некаква си хуманитарна или каква било помош. Обичајот бил дека кога некој е веќе толку болен, кога му е толку тешко, кога нема кој да му помогне, селаните го носеле до куќата на селскиот богаташ. Тоа бил дел од социјалниот живот. Богатиот да сподели малку од богатството со оне сиромавиот, барем колку да животари. Да му помогне, да има кој да го исчисти, малку да му помогне. Богатиот веројатно има слуги и финансиски немало да му се осети многу ако му помогне на уште еден сиромав или беден човек. На крајот на краиштата мора да разбереме дека Израел бил рурално општество, земјоделско општество, така што веројатно нормалниот свет, останатите луѓе сигурно биле по полето да можат да заработат и самите за својот живот. Селаните значи го направија тоа што се очекуваше. Го земаа Лазар, го ставија пред вратата на богаташот. Богатиот имаше социјална одговорност сега, што треба да ја исполни. А баш кога не зборуваме за тоа што во Стариот Завет се очекуваше секој евреин да биде дарежлив со милостина. Сега, тука читаме дека овој богаташот имаше врата низ која се влегуваше во неговиот имот. Веројатно имал некоја ограда од секаде. Богат човек кој сака да живее одвоено од сите наоколу. И ако го читате текстот, понатаму се спомнуваат кучиња. Не знам колку знаете, ама во првиот век никој не чувал кучиња за љубимци. Кучето било или диво, или куче кој треба да ја чува. Во овој случај, овие се кучиња чувари што го чуваат богатиот. Сега, како ги храниш тие кучиња кога не можеш да им купиш храна во продавница? Едноставно, ги храниш со остатоците од трпезата. Ке се сетите ли можеби на таа случка на Исус со жената од Сирофеникија, која дојде кај него кога го молеше и кога Исус кажа дека треба да јадат прво децата, а потоа другите, таа рече дама и кучињата се хранат со трошките што паѓаат од трпезата на Господарот. И овде беше начинот таков. Ова е начинот на кој функционира системот. И видите што читаме во текстот. Вели, а еден сиромав по име Лазар лежеше пред вратата негова сиот покрилен со красти, кој сакаше да се нахрани со трошките што паѓаат од трпезата на богатиот. Со други зборови, сакаше да јаде како куче, тој е слаб, болен. Изгледа и тоа не го добиваше, бидејќи текстот продолжува и вели, а кучињата доаѓаа и ги лижеа раните негови.
Исус така ја раскажува оваа случка како мислиш само кучињата имале некакво сожалување кон кутриот човек. И дојде време кога и двајцата умреа. Умре сиромавиот и нема спомнување за погреб, нема спомнување за проповед, веројатно го закопале во некој заеднички гроб. Но тоа не е неговиот крај. Вели тука умре сиромавиот и ангелите го однесоа во пазуите Аврамови. И сакам и ова да го објаснам бидејќи е важно што значи. Верувам дека сите од вас што имале прилика да се сретнат со поразлични култури од нашата македонска, сте имале прилика да забележите дека во секоја култура луѓето различно можат да се приближат едни кон други за да покажат блискост. Кај нас ќе се гушнеме, ќе се бакнеме 3 пати. Во арапскиот свет е исто. Од тоа нема бегање, кога ќе се сретнете со некој од таму. Имам неколку пријатели од Либан и кога ќе се видиме нема бегање. Гушкање, бакнување 3 пати. Французите исто така се гушкаат и бакнуваат. Англичаните те држат на растојание од цела рака. Лазар ни се вели тука е во пазувите на Аврам, во крилото на Аврам во некои преводи. И сакам да ве потсетам на последната Пасха, за да се сетите што значи тоа. Пасхата беше малку поофицијален, побогат празничен оброк. И никој од тие што беа на Пасха не стоеја, не седеа, туку сите беа навалени еден кон друг. Ниска маса, килимче на која седат, на масата има леп, ќе земеш парче, ќе го топнеш во храната и јадеш. И некогаш, кога оној што ќе натопи храна, знаел да ја натопи и да му ја даде на тој до него, ќе му го даде залакот на друг. Тоа е знак на почит, на пријателство, на споделување. До ден денеска мене ми се случи конкретно и во Ливан, и во Јордан. Пријателот кој седеше до мене да топне и да ми даде. Ама тоа исто така значи дека кога луѓето седеле на Пасхата, оној кој седел до Исус му бил свртен со грб. И ако ја склопите сликата од сите 4 евангелија, разбираме дека оној најблискиот до Исус е Јован. Петар беше подалеку. И во еден момент Исус кажа нешто што ги шокира сите. Собрани се среде гозба, а Исус вели еден од вас ќе ме предаде. И мора да било шок. Почна да мрморат, ќе се сетите, да не сум јас, што зборуваш Исусе? И од некаде на масата Петар му вели на Јован, прашај го што мисли. Е сега, иако е до Исус, Јован е свртен со грб кон Исус. За да може да го праша, треба да се подигне на една рака, да ја наслони главата во зградите на Исус и да проговори да праша. И така пише во Евангелието. И ни се вели, тогаш што ја рече, кој е Господи? И тогаш Исус му одговори, оној кој заедно со мене ќе макне од истечиња. Може би ни изгледа некако незгодно, непријатно, ама тоа беше нормално. Покажува блискост, чест, место на привилегија. И затоа, тоа е случајот со Лазар. Веднаш до Авраам. Меѓутоа, сега сме од другата страна, по смртта. Авраам е оној на кого Бог му го даде ветувањето за потомството. Оној кој одеше со Бог. Оној кој му беше пријател на Бог. Авраам е патриархот кој прими некои неверојатни ветувања. Твоето семе ќе биде побројно од звездите на небото, од песокот наоколу. Човек на верата, апостолот Павле, вели дека тој исти Авраам бил оној кој е оправдан по вера. Неверојатен херој на верата. И Лазар сега седи до тој херој. Ја приклонува главата кон него, јаде и пие заедно со него на трапезата со глава потпрена на неговите гради. Блискост, пријателство, комфорт, утеха, како сакате кажете. Но да не го заборавиме богатиот, каде е тој? Ни се вели умре и богатиот и го погребаа. За разлика од Лазар, за овој се спомнува дека имал погреб. Може би му одржале и говор. Може би му купиле скап сандук. Може би имало поворка, не знам. Ама заврши во пеколот. Ги подигна ни се вели очите своји и оддалеку ги виде Авраам и Лазар во неговите пазови. Не знам да ви кажам како го препознал Авраам, по тоа време нели немале фотографии, ама тоа не е поентата сега тука. Како го препознал Авраам не е ни важно, ама сигурно го препознал Лазар. На крајот на криштата беше од неговото село. И уште повеќе гледа каде е Лазар, каде седи. И тука завршува првиот дел. Контрастот помеѓу двајцата луѓе. Од овде натаму почнува диалогот. Диалогот е во 3 дела. Зборува богатиот, зборува Аврам, зборува богатиот, зборува Аврам и на крајот уште еднаш се случува истото. Богатиот и Аврам завршува со се. Ајде да го прочитаме овој текст. Тогаш тој се мисли на богатиот, извика и рече: "Оче Аврааме, смилувај ми се и прати го Лазар да го накваси врвот од својот прст во вода и да ми го разлади јазикот, зашто многу страдам во овој пламен."
Но Авраам рече: синко, сети се дека ти си го добил своето, уште додека беше жив, а Лазар злото. Сега пак тој се утешува, а ти се мачиш. Освен тоа, меѓу нас и вас има голема провалија, така што оние кои би сакале да дојдат кај вас не можат, а исто така и оние оттаму не преминуваат кај нас. А тој пак рече: тогаш те молам, оче, прати го во куќата на татко ми, зашто имам 5 браќа да им посведочи, за да не дојдат и тие во ова место на маките. Авраам му рече: тие ги имаат Мојсија и пророците, нив не ги слушаат. А тој рече: не, оче Аврааме, туку ако некој од мртвите оди кај нив, тогаш ќе се покаат. Авраам му рече: што Мојсија и пророците не ги слушаат, тогаш и да воскресне некој од мртвите, тие нема да се уберат. Ајде да ве прашам нешто. Што очекувате да каже богатиот кога се буди и сваќа дека е во пекол? Како би реагирале, не дај Боже, ние? Човекот се буди во пеколот, ги гледа Авраам и Лазар и првото нешто што му текнува е многу интересно. Сега да ве вратам назад, ние ја гледаме цела случка, ја читаме од почеток до крај, знаеме точно што се случува, знаеме како завршува и затоа забораваме веројатно на шокот што го предизвикува оваа споредба пред слушателите. Бидејќи тоа е истиот оној шок што Исус го постигна кога зборуваше за милостивиот самарјанин, за фарисеот и грешникот во храмот. За првите слушатели, особено за фарисеите собрани таму, овој шок беше неизбежен. И ако ја слушам оваа споредба за прв пат и доаѓам дотука, мислам дека би помислил: леле, човеков сигурно сватил колку е утнал сега работата. Ке се кае, ке вика: оче Аврааме, прости ми, те молам, дај извлечи ме од тука, кажи ми како да се изладам од ова место на маки. Лазаре, извини, прости ми. Прости што не те гледав додека беше жив. Кажи ми како да поправам нешто, како да избегам од овде. Ништо. Шокот за мене е дека богатиот не сака повторно да зборува со Лазар. Пак се врти кон оној главниот, кон Авраам, и игра на онаа карта: јас сум чедо Авраамова. Оче Аврааме, имај милост кон мене. Се враќа на таа карта на заветот. Прати го Лазар да ми го олади јазикот. Воопшто не бара ништо од Лазар. Лазар е слуга, Лазар е работник, Лазар е оној кој не вреди да разговарам со него. Јас зборувам со шефа: Авраам, ај прати ми го овој да ми заврши работа. Јас страдам, прати ми го Просеков да ми заврши работа. Со други зборови, тој бара служба од оној на кого не му даваше да ја јаде ни храната што го чина да ја јаде. Ке забележите дека богатиот дури и во пеколот не сака да се откаже од својата замислена важност. Го игнорираше Лазар додека страдаше, ама тоа не му пречи сега да му заповеда за да му помогне кога тој се наоѓа во мака. Нема знак на покаяние, нема знак на скромност. И одговорот на Авраам е интересен. Авраам, мислам барем јас, дека користи иронија, вика: синко. Као може би си ми син по генетика, ама по вера сигурно не. Синко, сети се дека ти си го добил своето добро уште додека беше жив, а Лазар злото. Сега пак тој се утешува, а ти се мачиш. Авраам всушност го повторува сега расказот што ние го знаеме од почетокот. Зошто, му кажува всушност на овој човек, зошто тој заврши во пекол. Евели, освен тоа, меѓу нас и вас има голема провалија и да сакаме не можеме да се мешаме едни со други. Голема провалија. Кога некој ќе заврши во пекол, нема начин да излезе од таму. Имате учење кој вела Божјата љубов е толку голема, што еден ден и тие во пеколот ќе ја сватат Божјата голема љубов, ќе ја запознаат таа голема љубов, ќе се покајат и ќе завршат во рајот кај сите. И ако ве интересира термин, ова е еден вид на универзализам. Сите ќе се спасат еден ден. Од оваа споредба тешко дека ќе е така. Вели, има голема провалија меѓу нас и вас. Авраам кажува дека никој не може оттаму да дојде во небото, но и дека никој од небото не може да отиде во пеколот. Ке се прашате, па кој би сакал да оди во пекол? Во нашиот расказ, потенцијално тоа би бил Лазар, кој би му се смилувал на богатиот за да му однесе малку вода. Ама ни се вели не може. Јасна линија, нема враќање. И сега 27 до 29 стих се појавува на втор диалог. Тогаш те молам, оче, прати го во куќата на татко ми, зашто имам 5 браќа, да им посведочи, за да не дојдат и тие во ова место на маките. Забележувате дека на почетокот на расказот просјакот е Лазар. Сега веќе просјак е богаташот. Те молам.
Ама немојте да мислите дека се покаја. Ова не е покаяние. Се разбира оти се грижи за семејството. Сака браќата да не загазат како што загазил тој. Ама тој се уште го игнорира Лазар. Не бара прошка, пак ќе кажем, за тоа што го направил и се уште поставува своји услови. Ако сакате, ако Авраам не сака да го испрати Лазар да изиграва келнер и да му даде чаша вода, тогаш барем нека го испрати како потрчко до неговите дома, па да му заврши работа. И одговорот на Авраам е интересен. Тие ги имаат Мојсија и пророците, нив нека ги слушаат. Ако тебе те интересира нешто денеска, да знаеш што се случува или како да дознаеш да не завршиш во пекол, ја имаш Библијата. Слушај ја? Не. Не само Мојсија и пророците, ние ги имаме Евангелијата, посланијата, откровението. Ние денеска појасно го гледаме целиот спасоносен план. Го гледаме целиот план што Господ го даде во Господ Исус Христос, дека ќе дојде пак еден ден, дека ќе не земе сите заедно со него на небото. Ако тоа не ни е доста, што повеќе бараме? Што повеќе можеме да им покажеме на луѓето за да поверуваат? И ако мислите дека ќе поверуваат повеќе ако некој како Лазар воскресне, Авраам вика нема. Ги имаат Мојсија, ги имаат пророците, ние ќе речеме ги имаме Стариот и Новиот Завет, повеќе не ти треба. И сега доаѓаме до третиот диалог, кон крајот тука, каде што богатиот сега е толку храбар веќе, што е решен да ја поправи верата на Авраам. Не оче Авраам е вика, не си во право. Тука ако некој од мртвите оди кај нив, тогаш ќе се покајат. Ајде сега не претерувај со писмото. Како да му вели на Авраам, зар не ти е тебе јасно, ако некој умре, воскресне и отиде кај нив, сигурно ќе поверуваат. Кој верува на пишан збор? Враќате ќе има доказ дека постои вечен живот, дека постои нешто после смртта, ако некој од по смртта се врати назад. Авраам му вели, што Мојсија и пророците не ги слушаат, тогаш и да воскресне некој од мртвите, тие нема да се уверат. Кога Лука го пишува ова, тој веќе знаеше дека имаше еден кој воскресна од мртвите, а луѓето сепак не поверуваа. И тој се викаше Лазар. И ова се случи пред воскресението на Исус. Во Јован 11 глава имаше еден Лазар кој веќе неколку дена беше мртов во гроб, до кога Исус дојде, го воскресна од мртвите. Имаше луѓе кои вика беа восхитени. Имаше луѓе кои отидоа да го накодешат Исус кај фарисеите и не веруваа дека тоа се случило. Значи, дури од мртвите кој ќе стане некој, како што се случи пред оваа случка, луѓето ако не сакаат, нема да поверуваат. Ајде една мала сума да направиме до тука. Има место на радост кон кое треба да тежиме. Во крилото, во пазувите на Аврам, како што се вели тука, но има и место на мака од кое треба да бегаме што подалеку. Во Библијата има разни описи за небото и пеколот. И во сите нив има многу символика. Едно нешто што сигурно го нема на небото е нема облачиња, харфи, бели пижами, некои такви работи, знаете како во цртаните филмови. Во Библијата читаме небото е место каде што влегуваме во радоста на Господарот. Небото е место каде што влегуваме бидејќи сме биле во малку верни и сега над многу ќе не постават. Ке има работа, ке има ширење на хоризонтите, без мака, без болести, без страдање, без смрт. Од позитивен аспект ке има милиони кои го слават Бог. Радост, можност за учење и напредување за целиот живот. Од секој племе, народ, јазик не вика таму, културна разноликост, се што сакате. Има описи на пеколот. Опишане на разни начини. Место на оган, место на темнина, место каде што луѓето се оковани во вериги, најважното нешто, место во кое отсуствува Бог. Место на мака, место на страдање. И сакам да ви укажам на една интересна работа која произлегува од оваа споредба и од неколку други места во Библијата. А тоа е дека во пеколот нема кајање или покаяние. Пеколот не е место што е полно со луѓе кои жалат за својот грев и сакаат да се покајат, а Бог не им дава. Пеколот е полно со такви кои мислат дека се центар на се. Во пеколот нема пријатели, само зло. Човекот умира еднаш, вели Библијата, потоа доаѓа суд. Нештата со кои се гордееме во овој свет, богатството, националност, мок, здравје, успех, седно, можат да не заслепат за нашите потреби за благодат и спасение. Ако земните, минливите нешта ни се гордоста, можеме да сме слепи толку многу, што не ја гледаме потребата да ни се прости гревот. Прашањето е кој од нас е Лазар, а кој е богатиот?
Оној на кого Бог му помага не е оној кој има се, а нема место за Бог. Туку Бог му помага на оној кој ќе биде со Авраам. Бог не се остава себе си без сведоци. Не мора мртви да воскреснуваат. Мора да го слушаме сведоштвото на Словото или ќе бидеме мртви. Знам дека смета дека знаците, чудата полесно ќе ги спасуваат луѓето, ама реалноста покажува нешто друго. Јас лично се сретнав со неколку муслимани, браќи и сестри во Господа, кои имале визија од Бог и така се обратиле. Ама на крајот на краиштата, сведоштвото кое самиот Авраам го промовира е Божјото запишано откровение. Откровение запишано преку сведоци. И мора да го слушаме тоа сведоштво или сме мртви. Сега, ако го слушаме, и откриваме Божјата благодат, која доаѓа не само да не откупи, туку да ни даде и смисла на животот и многу повеќе благослови. Да ни го даде Христос. Или ќе се подсмеваме, или ќе кажеме Боже, биди ми милостив мене грешниот. Јас би сакал секој да може да каже верувам Боже, помогни на мојата невера. Да се поучиме од оваа случка. Може би не изгледа како басна, како приказна, ама искрено не би сакал било кој да се разбуди еден ден пред Господа. И да се најде во ситуација каде што беше овој богат човек. На крајот на краиштата Господ Исус воскресна. Тој е оној кој е жив и денеска. Тој е оној кој ни ја дава сигурноста дека еден ден и ние ќе воскреснеме да бидеме заедно со него целата вечност. Ако Христос не ни е доволен, ако се оно што ни го оставил во Словото не ни е доволно, јас искрено не знам што Бог друго би можел да направи да го доведе некој до покаяние.